Добро вечер, тредневник на К3. Индустриската зона Речица беше промовирана во 2012 година пред бизнис заедницата, при што општината понуди 60 парцели наменети за изградба на капацитети за лесна незагадувачка индустрија, хотел и комерцијален центар. Иако на атрактивна локација покрај автопатот Куманово Скопје и примамливи цени за продажба на градежните парцели, досега се продадени само 2. Во септември ќе има нова лицитација, а тоа ќе биде нова надеж да отпочнат да се градат капацитетите кои според идејата треба да го поттикнат економскиот развој и намалат невработеноста. Општината Куманово од 2012 кога и започна со реализацијата на проектот, спроведе 3 јавни надавања за продажба на градежни парцели во индустриската зона Речица. На двата повика не се јави ниту еден понудувач, а на третата успеа да продаде 2 парцели по 16.000 метри квадратни наменети за лесна незагадувачка индустрија. Во зоната има уште 50 парцели кои воглавно ќе се лицитираат по евро за метар квадратен, освен оние кои се наменети за изградба на хотел и комерцијален центар за кои цената ќе биде повисока. Од локалната самоуправа информираат дека се подготвува инфраструктурата и документацијата и наскоро ќе има ново јавно надавање на кое според нивните прогнози ќе има повеќе заинтересирани. Имено на тој локалитет досега се продадени 6 вкупно парцели, со тоа што претходните 4 беа лицитирани од страна на Министерство за транспорт и врски. За сите тие веќе се издадени одобренија за градба и не знам дали се отпочнати со градба, додека овие последни што се продадени од страна на општина Куманово во тек се постапки за издавање на одобренија за градба. Секако ние имаме интерес да се таму развие индустријска зона, затоа што сметаме дека самото место положба на таа локација е многу интересна за идните инвеститори, било да се домашни или странски. Така да од страна на секторот за урбанизам веќе се преземени одредени действија, значи направени се проектни документации за изградба на инфраструктура. Одобренијата се моментално во тек, така да по завршување на истите ќе се распишат исто јавни објави на кои што ќе се добие понудувач кој ќе ги изведува тие инфраструктурни проекти. Ние во септември се надевам дека ќе распишеме нов јавен повик во кој ќе ги понудиме сите останати локации. Може би не доаѓа до реализација на истите толку брзо затоа што цена почетна за изградба на трговски единици големи 800 денари метар квадратен, додека за хотели е 230 денари. Проектот за индустриската зона Речица пред 2 години беше представен и пред бизнис заедницата и по широката јавност. Тогаш, согласно проектот, беше кажано дека општината е должна да ги обезбеди сите услови за изградба, со што инвеститорите ќе бидат ослободени од комунални такси, но ќе имаат обврска за 3 години да почнат со работа и да вработуваат. 2012 година на општина Куманово беше со одлука на влада трансферирана надлежност за располагање на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подречје на општина Куманово. Ние до тој период веќе ја имавме усвоено од страна на Советот планска програма за локалитет Речица во кој што воглавном се предвидуваат објекти со лесна незагадувачка индустрија. Како составен дел на таа планска документација има предвидено уште 2 парцели до 3 со намена Б2 големи трговски единици, како и намена Б5 хотели. Идејата за отварање на ова индустријска зона е да се поттикне економскиот развој и намали невработеноста во општината. Според нивните предвидувања, по целосната изградба се очекува Речица да отвори над 2000 работни места. Рокот за пријавување за субвенции за земјоделско и сточарско производство е продолжен до 30 јуни, информираат од подрачната канцеларија на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој од Крива Паланка. Оттаму апелираат барателите своите апликации да ги поднесуваат навремено, а не во последните денови од рокот. Прилог на Христина Николовска. Поради големиот интерес, до 30 јуни е продолжен рокот за аплицирање за директни плаќања за 2015, односно субвенции по основ на земјоделско и сточарско производство.
Информираат од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Досега до подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Крива Паланка поднесени се околу 980 апликации од барателите од општина Крива Паланка и општина Ранковце. До крајниот рок се очекува бројот на апликанти да биде околу 1400, информираше Владко Ристовски, советник од агенцијата. Поради големиот интерес за пријавување за финансиска поддршка, односно за субвенции за 2015 година, продолжен е рокот за аплицирање за директни плаќања за 2015 година по основ на сточарско и растително производство. До сега имаме околу 980 апликанти по различни мерки за директни плаќања за субвенции за 2015 година. Очекуваме до крајот на рокот, кој што е 30 јуни, бројката нека да достигне до околу 1400 баратели од општините Крива Паланка и Ранковце. Во теке и аплицирањето за субвенции за произведено и продадено млеко за периодот од 1 јануари до 30 април 2015, а крајниот рок е 15 јуни. Исто така во теке и поднесување за барање за директни плаќања за произведени и предадени литри на млеко во некои во млекарниците кои што гравитираат во нашиот регион за периодот од 1 јануари до 30 април 2015 година. Значи крајниот рок за поднесување за барање за користење на финансиска поддршка од 3,5 денари по предадена литра на млеко е 15 јуни 2015 година, така да би апелирал на сите земјоделци навремено да ги спочитуваат роковите и да поднесат барање за директни плаќања, односно за субвенции кои што ги следуваат. Оваа година за земјоделски субвенции владата обезбеди околу 140 милиони евра. Лимфомите не се често малегно заболување, но сепак се забележува пораст на заболени. Во Македонија годишно од лимфома заболуваат над 100 пациенти. Затоа денеска во кругот на општата болница Куманово, Сдруженијето за заштита на правата на пациентите од малегни заболувања Пеперутка ги информираше граѓаните за оваа заболување, симптомите и начинот на лекување. Во Македонија лимфомите не се често заболувања. Годишната стапка на заболени изнесува 5 пациенти на 100.000 жители. Сепак граѓаните недоволно се информирани за оваа малигно заболување. Затоа представниците од Сдруженијето за заштита на правата на болните од малигни заболувања и нивните семејства, Пеперутка од Скопје, денеска во кругот на општата болница Куманово поделија информативен материјал на граѓаните со цел на времено информирање и рано дијагностицирање на оваа малигно заболување. Доколку симптомите се забележат навремено, шансите за излекување се многу големи. Кампањата се спроведува во поголемите градови во Македонија, односно посетуваме десетина града, каде што сме лоцирани во здравствените центри, каде што има најголем проток на население. Делиме информативни брошури, каде што се убаво опишани раните симптоми и патот на понатамошно лекување на ова малигно заболување. Зголемена лимфна жлезда, тврда на допир и безболна, покачена телесна температура, ноќно потење, малаксаност и губење на телесна тежина и постојано чешење се една од најчестите симптоми на оваа малигно заболување. Од Сдруженијето апелира, штом се забележат овие симптоми, веднаш да се изврши преглед кај матичен лекар, пошто во зависност од резултатите пациентот се упатува кај специјалист. Граѓаните велат дека недоволно се информирани за оваа болест и сметаат дека овој начин на делење на едукативен материјал само ја јакне свеста кај граѓаните за рано дијагностицирање на болеста. Само што сум земала на руки, не знам. Сметате ли дека е добро на ваков начин да се подигне свеста кај граѓаните за одредени болести? Сигурно да е. Па не сакаве септе овој листе што ми дадевате. А вие дали сте информирани? Не, сак прв пат слушам за ова. Добро ли е овој начин да се дели вакви флаери за одредени болести? Па слушај, па добро е за луѓе како. Па ќе помогне на нормално, да. Пеперутка, освен со пациенти заболени од малигни заболувања, нуди поддршка и за нивните семејства. Граѓаните кои пак имаат сомнение за оваа заболување можат да остварат и контакт со онколог, кој го ангажира Сдруженијето, а воедно можат да побараат и психолошка поддршка за помош во справувањето со малигните заболувања. Кампањата, освен во Куманово и претходно во Велес, ќе продолжи и во други градови од државата.
На оваа тема нашата колешка Александра Максимовска разговараше со Ивана Трајчев од Сдруженијето за заштита и поддршка на пациенти со малигни заболувања и нивните семејства Пеперутка од Скопје. Во Македонија лимфомите не се често заболување, но сепак мора да се истакне дека годишната стапка на заболување е околу 5 пациенти на 100.000 жители. На оваа тема денеска разговараме со Ивана Трајчев од Сдруженијето Пеперутка. Кажете ни, што вие преземате како здружение во однос на јакнење на свеста кај граѓаните на државата за ова малигно заболување? Добар ден. Значи, Сдруженијето за заштита на права на болните од малигни заболувања Пеперутка започна кампања за подигање на јавната свест за лимфомите. Лимфомите представуваат малигни заболувања на лимфниот систем и целта на оваа кампања е едукација на населението за првичните симптоми на лимфомите, бидејќи колку порано се откријат, толку е поголеми се шансите за излекување. Кажете ни кои се првичните симптоми, како изгледа лимфомата и како може да ја препознае обичниот граѓанин? Најчесто страдаат повозрастните пациенти, значи над 50 годишна возраст, со тоа што симптомите се многу карактеристични. Тоа се отечени лимфни жлезди на вратот, под пазувите и на препоните, жлезди кои што се тврди и кои што се безболни. Исто така има и пропратни симптоми, како што се чешање, ноќно потење, зголемена температура, слабење, така. Постои ли полова класификација во однос на тоа кој повеќе заболува од ова заболување? Па мажите почесто заболуваат од ова заболување. И што треба да преземат мажите на возраст над 50 години? До појавата на симптомите, значи не може да се преземе ништо, меѓутоа доколку се појават првичните симптоми, тие веднаш треба да се упатат на матичен лекар или на специјалист, кој што понатака ќе ги упати што да се преземе. Кажете ни која е вашата цел? Значи одите од град во град, од сите поголеми центри, во сите поголеми центри и какви се реакциите на граѓани? Значи ние сме позиционирани пред општите болници во поголемите градови во Македонија. Кампањата ќе трае неколку месеци. Почнавме во Велес, денеска сме во Куманово. Тоа се значи се делат брошури, едукативен материјал со кој што пациентите може да ги прочитаат, да се запознаат со раните симптоми и соодветно и навремено да реагираат. Во кои градови бевте? Еве сега сте моментално во Куманово? Бевме во Велес, денеска сме во Куманово, планирана е посета на Штип, Прилеп и Битола за овој период. Од друга страна, дали имате соработка со Министерството за здравство, со Фондот за здравство, со било која институција од државна на локално ниво која ви помага во оваа настапка? Пеперутка започна како здружение за борба против рак и леукемија кај децата. Ние имаме огромна поддршка од Фондот за здравство на Република Македонија, бидејќи ние дадовме иницијатива за отварање на родителска куќа во која што се сместуваат родителите на дечињата кои што се лекуваат од малигни заболувања на клиниката во Скопје, меѓутоа се од внатрешноста на Македонија. Родителската куќа е отворена минатата година во август. Лоцирана е во близина на клиниката и сместува негде околу 4 семејства. Зошто се одлучивте сега за лимфоми покрај тоа што претходно сте од оваа година, значи почнавме со возрастните да работиме и на полето на возрастните пациенти заболени од канцер, бидејќи потребна е поддршка не само на пациентите, туку и на членовите на нивното семејство. За таа цел во март оваа година отворивме и советувалиште кое што се наоѓа во Скопје. Во него значи постои инфолинија на која што пациентите можат да се јават, да ги добијат сите потребни информации за работата на здруженијето, како и за услугите кои што ги нуди самото советувалиште. Тие можат да се сретнат со онкологот кој што е ангажиран од страна на нашето здружение, да организираат средба и да ги постават сите прашања дополнителни кои што поврзани за нивното заболување. И исто така може да добијат и психолошка поддршка, не само болните пациенти, туку и членовите на нивното семејство, бидејќи на сите во тие моменти им е потребна поддршка. Ги користат ли граѓаните овие? Да, имаме доста јавување на инфолинијата, исто така можете и да пишат на нашата веб страна peperutka.org.mk. Има мејл кој што можат да ги поставуваат своите прашања, кои што потоа ние ги проследуваме на нашиот онколог и тој ги одговара. Јас си благодарам што бевте наша гостинка во студиото на К3 овде на Отворено. На вас.
Центарот за меѓукултурен диалог и Европскиот институт од Бугарија објавија конкурс на тема Моја бизнис идеја, која е дел од проектот Е-регион можност за развој, реализиран во рамките на програмата за прекугранична соработка ИПА. Проектот е пролонгиран до 6 јуни и се заснова на развој на социјална инфраструктура преку интернет страната за споделување и размена на информации, новости и различни можности за образование и вработување. Центар за меѓукултурен диалог и Европскиот институт од Бугарија продолжуваат со реализација на проектот Е-регион можност за развој, реализиран во рамките на програмата за прекугранична соработка ИПА. Една од последните активности кои што ги реализираат е конкурсот Моја бизнис идеја, која што е отворена за млади луѓе од Македонија и од Бугарија. Проектот поттикнува регионална соработка, се со цел да се зголеми вработеноста и вклученоста, особено кај младите, преку искористување на добрите практики во учењето и предприемништво. Центар за меѓукултурен диалог продолжува со реализацијата на проектот Е-регион можности за развој, кој што во последните година ИПО организираше најразлични активности за кои што веќе разговаравме претходно. Една од последните активности кои што ги реализираме е конкурсот Моја бизнис идеја, каде кој што е отворена за млади луѓе од Македонија и од Бугарија да аплицираат со своји бизнис идеи со кои што тие потоа ќе може да добијат и мали награди и истите да бидат представени на финалната конференција која што ќе се одржи на овој проект во Бугарија, која што исто така партнер на овој проект. Целта на конкурсот е да се привлече интересот на младите во Македонија и Бугарија кон можностите за развивање на предприемничките вештини и креативни идеи за започнување на бизнис. Во соработка со партнерот, одлучено е конкурсот да се пролонгира до 6 јуни. Конкурсот е пролонгиран до 6 јуни. До сега веќе имаше аплицирано идеи, ние сме многу задоволни со бројот на идеи, но по дискусија со партнерот решивме да го продолжиме конкурсот до 6 јуни и најверојатно на 8 јуни ние веќе ги имаме резултатите кои што јавно ќе ги објавиме. И потоа на 9 или 10 јуни ќе се заодржи финалната конференција во Бугарија, каде што ќе биде презентирана победничката бизнис идеја. Трите најдобри идеи ќе бидат наградени. Прво рангираниот предлог ќе добие таблет, а второ и трето рангираните предлози ќе добијат паричен фонд во висина од 3000 денари за почетна реализација на иницијативата. Љубителите на класичната музика имаа можност да уживаат во делата на Бах, Лист и Шопен во изведба на младата пианистка од Куманово Анастасија Грговска, која со својот концерт ја изненади кумановската публика. Во Центарот за култура во Куманово се одржа концерт на младата пианистка Анастасија Грговска, која пред кумановската публика се представи со дела од Бах, Лист и Шопен. За неа свирењето представува вистинско уживање, кое со задоволство им го пренеси на присутните. Знам љубовта уште од многу мала почнав, ја на 8 години почнав да свирам. И тоа беше сосем случајно, бидејќи татко ми е професор во музичкото во Куманово и така случајно ме праша дали сакам да се запишам, се запишав и почнав да свирам и се заљубив во професијата. Не е професија, тоа е уживање, не би го нарекла професија. Младата талентирана пианистка учествувала на семинари кај повеќе професори од светско реноме, а како солист настапила и со камерниот оркестар при Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј. Има освоено бројни награди и пофалници на државни, но и на меѓународни надпревари. Да, добитник сум на повеќе меѓународни награди во Хрватска, во Бугарија. Имам настапувано со оркестар во Бугарија, во Перник. Исто би го издвоила и настапот во Скопје со Македонската филхармонија. Па од моите досегашни настапи тука јас сум задоволна од посетеноста и од публиката. Убава реакција добивам после секој настап тука. И секогаш ми е убаво да свирам тука во Куманово. Анастасија Грговска е родена 1995 година во Куманово. Во моментот студира пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Марија Ѓошевска. Преку 500 градежни работници работат на автопатот Миладиновци-Штип, каде моментално се пробиени 80% од трасата. Во моментот работат 2200 лица на вкупно 230 км патна инфраструктура, од кои 130 км се автопатишта, информираше министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски.
На проектот за изградба на автопатот Миладиновци-Штип во должина од 47 км пробиени се 80% од трасата. Почетокот на изградбата започна во мај 2014, истиот предвидено да биде завршен до септември 2017. Ова денеска го истакна министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски при посетата на првата секција од автопатот Миладиновци-Штип на потегот кај селото Средно Коњаре. Моментално се пробиени 80% од трасата. Динамиката е запазена. Имавме доста проблеми со врнежите и снеговите, но моментално добро се одвиваат градичните активности и очекувам во летниот период уште да се зголемува динамиката. Моментално нема многу големи проблеми, но се случуваат оние проблеми што се тековни, градични и така натака, но во ги решаваме. Одлично за сега се одвиваат работите и ќе продолжиме со тој континуитет. Министерот нагласи дека изградбата на автопатиштата во Македонија представува инвестициски бум. Информира дека паралелно се работи на делниците Кичево-Охрид, каде работат 900 работници, Демир Капија, Смоквица 700, 100 на Велес Катланово, како и на уште 46 локални патни правци. Во теки изградбата и рехабилитација на 4 регионални и магистрални делници, и тоа на патот Маврово-Вијанови-Маврово, Скопје-Сончевград и Опај-Белјаковце-Станчиќ, граница со Косово, како изградба на патот Велес Кадрифаково. Вкупната должина на овие делници изнесува 52 километри. Европската комисија синоќа излезе со соопштение по повод посетата на Македонија на комесарот за преговори за проширување на Европската Унија Јоханес Хан и неговото посредување меѓу политичките партии во земјава со цел договор за смирување на политичката состојба во Македонија. Според комисијата, голем број на конкретни мерки биле дискутирани и договорени меѓу Хан и македонските политички лидери, кои се во однос на решавање на критичните предизвици со кои се соочува земјава. Александра Максимовска. Европската комисија синоќа излезе со соопштение по повод посетата на комесарот за преговори за проширување Јоханес Хан на Македонија и неговото посредување меѓу политичките партии во земјата со цел договор за смирување на политичката состојба. Разговорите беа конструктивни, изградени врз основа на разговорите што се одржаа во Страсбур во Европскиот парламент, заедно со тројцата европратеници пред 2 недели. Сите партии се обврзаа да ги постават најпрво интересите на граѓаните и на сите заедници во земјата. Тие ја потврдија својата посветеност на евроатлантскиот процес и на демократските принципи, зајакнување на меѓуетничките односи и подобрување на добрососедските односи, вели неформалната влада на Европската Унија во соопштението. Според Европската комисија, голем број на конкретни мерки биле дискутирани и договорени меѓу Хан и македонските политички лидери, а во однос на решавање на критичните предизвици со кои се соочува земјата. На крајот од соопштението на официјален Брисел се посочува на изјавата што еврокомесарот за преговори за проширување ја даде посредбата во Скопје со Груевски, Заев, Ахмети и Тачи, во која Хан порача дека е постигнат договор со цел добробит на Македонија и на незината евроатлантска иднина. Договорено е дека до крајот на април следната година треба да има предвремени избори, но важно е земјата да се подготви. Станува збор за солиден изборен законник, проверка на избирачкиот список, почитување на правата на заедниците. Ке биде уште поважно да се прифатат сите препораки што се дадени од страна на Европската комисија, кога станува збор за независноста на судството. Се работи за владење на правото, независност на судството, слобода на медиумите, гласеше главната порака на комесарот Хан, што ја испрати по вчерашната средба со македонските политички лидери во Скопје. Јубилејното 30-то издание на Макфест започнува вечерва со првата полуфинална фестивалска вечер. Второто полуфинале ќе се одржи утре, а финалето во петок на 5 јуни. Домаќин на фестивалот, како и секогаш, ќе биде Домот на културата Ацо Шопов во Штип под покровителство на Министерството за култура и општина Штип. Програмата ќе се изведува во живо со ревискиот оркестар како и минатата година. Во двете полуфинални вечери ќе настапат по 15 изведувачи, во финалето ќе настапат по 9 изведувачи од првата и втората полуфинална вечер. Наградниот фонд за годинешното јубилејно 30-то издание на фестивалот на забавни мелодии изнесува речиси 30.000 евра. Првата награда на Макфест носи награда од 10.000 евра, втората 7.500 евра и третата награда е во износ од 5.000 евра. Награда ќе биде доделена и за најдобра вокална изведба во износ од 1.000 евра, потоа наградата Драган Ѓеконовски Шпато во износ од 1.000 евра, која ќе му се додели на најдобриот аранжер согласно одлука донесена од страна на стручна комисија. Ќе има и награда за најдобар дебитант во износ од 1.000 евра, за најдобар сценски настап исто така во износ од 1.000 евра,
како и признание за најслушана композиција меѓу два фестивала, која ќе ја додели Радио Слободна Македонија. Годинама ќе се гласа со SMS пораки, кои 30% ќе влијаат во изборот на финалистите и победникот, додека преостанатите 70% ќе им припаднат на членовите на жирито, кое е интернационално и составено од двајца представници од Македонија и тројца од странство, а нивните имења ќе се држат во строја тајност поради спречување на секакво влијание и притисок. Амбасадорот на Либија во Обединетите нации Ибрахим Дабаши нема да се согласи на каква и да е било поддршка од страна на Светската организација за воена мисија на Европската Унија против шверцерите на луѓе. Американскиот претседател Барак Обама го потпиша законот со кој се ограничува следење на телефонските разговори. Москва ја осуди забраната за рускиот амбасадор во Европската Унија. Ова се вестите од светот. Постојаниот амбасадор на Либија во Обединетите нации Ибрахим Дабаши соопшти дека неговата земја нема да се согласи на каква и да било поддршка од страна на Светската организација за војната мисија на Европската Унија против шверцерите на луѓе во Средоземното море. Дабаши нагласи дека владата на Либија нема да даде зелено светло за резолуција на Обединетите нации со кој би се поддржала мисијата на Европската Унија, се додека европските земји ја разгледуваат таквата идеја со либиските паравоени формации кои ги контролираат крајбрежните региони на земјата. Позицијата на Либија е јасна. Европската Унија и другите земји нема да го добијат нашето да, се додека не постигнат договор со легитимната влада на Либија, во својство на легитимен представник на либискиот народ, нагласи Дабаши. Американскиот претседател Барак Обама го потпиша законот со кој се ограничува следењето на телефонските разговори спроведувани од Американската агенција за национална безбедност. Законот за слобода има за цел да ја ограничи програмата на НСА за собирање мегаподатоци од телефонските разговори, време кога е направен повикот, неговото траење, бројот кој е биран. Тоа беше една од најкритикуваните мерки од законот, познат како Патриотски акт, усвоен по нападите од 11 септември 2001 година, со 67 гласови за и 32 гласови против. Сенатот го одобри претходниот нормативен акт, а пред еден месец тој доби зелено светло од представничкиот дом. Руското министерство за надворешни работи ја осуди одлуката на претседателот на Европскиот парламент Мартин Шулц на рускиот амбасадор Владимир Чизов во Европската Унија и на уште еден неименуван руски дипломат да им биде забранет пристап во Европскиот парламент. Ова одлука следуваше откако Москва соопшти дека на 89 политичари од Европската Унија им забранува влез во Русија. Европскиот парламент го суспендираше и своето ангажирање во заедничкиот комитет за соработка меѓу Унијата и Русија. Кошаркарите на МЗТ Скопје четврти пат едно по друго станаа шампиони на Македонија. Откако по третиот меч во арената Јане Сандански со 94-85 го победија ривала од Куманово. Екипата на Куманово на крајот на сезоната постигна одличен успех, а за следниот циклус управата најави дека Куманово повторно ќе има респектабилен состав. Вчера по завршувањето на преврат помеѓу МЗТ Скопје и Куманово спуштена е завесата на кошаркарскиот шампионат на Македонија. Домаќинот оствари победа од 94-85 и на крајот стаса до новата титула. Што се однесува до мечот, од првата минута Скопјан има постојано водство кое мудро го чувao од почетокот до крајот. Куманово само еднаш се закани кога пред крајот на успеа да намали на 4 кошеви, но тоа беше се што направи на овој напревар. Секако, овој резултат на Куманово представува огромен успех на екипата, ако се земе предвид ни се што поминаа во оваа сезона. На почетокот на тренер беше поставен Игор Михайловски, кој кратко се задржа на оваа функција. Беше сменет поради недоразбирањето со управата околу концептот, а многу брзо на негово место беше поставен кошаркарската легенда на Куманово Страшо Тодоровиќ. Ниту тој немаше лесна задача од причина што мораше интензивно да работи за да воспостави ред во екипата. Чекор по чекор Тодоровиќ полека го склопуваше мозаикот на екипата, на кој му требаше доста време да влезе во вистински ритам. Кога беше непотребно, Куманово се покажа во вистинско светло во плейоф кога го елиминира работнички во полуфиналето. Дојде и големото финале на кое Куманово не се предаде лесно, туку напротив, пружи силен отпор на МЗТ, кој реално во овој момент е подобар тим. Сега кошаркарите ќе заменат на заслужен одмор, а управата ќе треба да реши со каков тим ќе се напреварува во следната сезона. Според зборовите на претседателот Бранислав Јовановски, Куманово и наредниот циклус ќе има силна екипа која повторно ќе атакува на висок пласман.
Криополанечките каратисти продолжуваат да редат победи во тековната сезона и да нижат успеси на силни меѓународни и домашни надпреварувања. Впрочем, како што кажува и нивното име, младите карате надежи од локалниот клуб Шампион го прославуваат својот град и земја каде и да одат. Досега многу пати известувавме за нивните успеси на државно и на меѓународно ниво, што е само потврда дека традицијата на ова древна јапонска боречка вештина во Крива Паланка не само што е продолжена, туку го живее својот наубав период. Десетици надпреварувачи заедно со тренерите Жарко Ангеловски и Стевче Христовски неодамна се вратија со одлични резултати. Од меѓународното надпреварување, одржано во српскиот град Врање, тренерите настапот го оценуваат како успешен, шампионите од Србија донесоа бројни одличија, што е одлично искуство и мотив повеќе за посветена работа во иднина. Од нашиот клуб настапија вкупно 20 дечиња, значи сите возрастни категории, значи од 2009 до јуниорки, значи до 18 години. Инаку на надпреварот учествуваат земји од Бугарија, Србија и Македонија, значи над 350 надпреварувачи. Значи ние во генералниот пласман имаме вкупно, значи освоено негде над 10 медали и го освоиме првото место по вкупен резултат. Криополанечките карате херои ги затекнавме на тренинг во екот на подготовките за следните предизвици на татамите. Со шампионите сме се дружиле многу пати досега, меѓутоа и овој пат решивме со дел од нив да поразговараме за искуството од последниот надпревар. Помали и поголеми, помалку или повеќе успешни. Сите со своите остварувања и приказни се мотив и пример за оние кои треба да ги пишуваат на новите страници на криополанечката карате историја. Јас се викам Сергеј Шкрб, имам 5 години. Што се надпреваруваш? Во освоив прво место и диплома за златна медаља. Кажи ни колку време тренираш карата? 1 година. Јас се викам Теодор, имам 8 години. Кажи ни како си помина на надпреварот во Србија? Убаво. Што се надпреваруваш и што освои ти? Во кати освоив прво место. Дали беше тешко? Не. Добро, кажи ни колку време тренираш карата? 7 месеци. Јас се викам Александар Митовски. Јас тренирам 8 месеци. Добро, дали беше во Србија, како си помина, во што се надпреваруваш? Јас бев во Србија, се надпреварував во кати и освоив 3-то место. Вукашин Ивановиќ. Добро, кажи ни како си помина на турнирот во Србија и што освои? Добро, 2-ро место во борби. Добро, и дали беше силен противникот? Па и добро и лош. Добро, колку време тренираш карате? 5 години. И досега колку медали имаш, каде се имаш настапување? 9. Ке продолжиш ли да тренираш карате? Да. На турнирот на Србија поминавме одлично, не беше тешко, толку како што се надавме. Освоив прво место. Првата борба во борби минус 98 минус 59 килограми. Првата борба се паднав со надпреварувачка од Врање, ја победив 2-0 и втората борба финале, бидејќи малку имаше во категорија, се паднав од Скопје, надпреварувачка од Македонија и победив 3-0. Јас бев во турнирот во Србија и освоив прво место во категорија 2002 машки плюс 50 килограми. Веруваме се уверивте во квалитетот и потенцијалот на спортистите, што е сигурна потврда дека за нивните успеси допрва ќе слушаме. Боречката вештина ММА е малку позната на овие простори, а представува комбинација на неколку мешани боречки вештини. Од неодамна во Куманово работи школото ЗЕВС, во која активно се вклучени 25 младинци. Нашата екипа беше во посета на школото и еве што забележа. Школата за бокс ММА од Куманово релативно кратко работи на овдешните простори. Младиот тренер Стефан Спасовски самоиницијативно реши да започне со едукација на младите за тајните на овој спорт. Првишните резултати се добри, а младите генерации се повеќе пројавуваат интерес за запишување. Школата ЗЕВС постои од пред 2 месеци и до сега има некаде 20 и неколку члена. Во Куманово интересот за ова е многу слаб, дека е релативно нов спорт изгледа и затоа никој толку не е заинтересиран, пошто на погрешен начин го разбираат спортот, дека е само тепање и така. А правите ли нешто на планот да се анимираат што повеќе деца да доаѓаат до кај вас? Па јас сум за повеќе да тренираат, да се тргнат од улица, пример, пошто многу лошо време е сега и подобро тука да се отколку
на улица и да правят други работи. А може да ни обясните тајните на вештините на овој спорт? Овој спорт е составен од бразилско џиу-џицу, од џудо, од борење, од бокс, кикбокс, значи ги има сите елементи. Во Македонија како е интересот за овој спорт? Има ли некои надпреварување нешто? Во Македонија имаше, до лани имаше надпревари некои, но сега послабо, пошто нема никаква организација. Имаше, последниот надпревар ми беше во Охрид, таму победив. Претходниот беше во Белград, пред тој беше во Бугарија на Свети Влас и имав еден надпревар во Грција, во Закинтос. Како се снојувате, гледаме дека овдека работите во скромни услови? Па за ова сам се погрижив за да се направи салата, немав никакви ни спонзори, ни ништо друго. Просто сакав да се развие спортот малце, ама изгледа дека не успеав многу. Сепак и покрај се, дали сте оптимист дека ќе успеете во вашата намера да го овој спорт анимирате во Куманово? Па би требало. Секој почеток е тежок, па така и оваа школа, иако е во раната фаза од постоењето, и понатаму ќе продолжи со работа, а главниот ефект на крајот ќе треба да биде отргнување на младите од денешните многобројни пороци. Сеп Блатер, кој 4 дена пори изборот за претседател на ФИФА поднесе оставка, е под истрага на Американското истражно биро и на државното обвинителство. Блатер наводно е дел од истрагата за корупција во која минатата недела беа уапсени 6 високи функционери на ФИФА и 10 други лица. FBI одби да ги коментира сознанијата на американските медиуми, бидејќи Блатер јавно не е означен како дел од истрагата на Соединетите американски држави. Американските власти, во соработка со швајцарските колеги во Цирих, уапсиле 14 лица, 9 мина се фудбалски функционери, а 5 мина се директори од секторот за спортски маркетинг, на кои им се закануваат обвиненија за измама, рекет и перење пари. Се шпекулира дека осомничените земале повеќе од 150 милиони долари за мито. Минатата среда, високи представници на ФИФА беа уапсени во Цирих под обвинение за вмешаност во корупција. Швајцарските власти истражуваат и на кој начин е доделена организацијата на светските првенства во Русија 2018 и во Катар 2022 година. Недобриот светски тенисер Новак Џоковиќ во четвртфиналето на Ролан Гарос го елиминираше Рафаел Надал, кој го доживеа првиот пораз на отвореното првенство во Франција по 6 години. Најдобриот светски тенисер Новак Џоковиќ на доминантен начин го совлада шпанецот Рафаел Надал во четвртфиналето на Ролан Гарос. Ова е само втор пораз на Надал во историјата на Ролан Гарос, откако првиот му го нанесе Робин Содерлинг наспроти досегашните 70 победи. Но Џоковиќ е сега доминантен во светот на тенисот, а можеби го направи и клучниот чекор за освојување на трофејот што му недостига во неговата кариера. Дуелот, што беше наречен највозбудливо четвртфинале во историјата, донесе возбуда само во првиот сет. Џоковиќ победе со 4-0 во гемови, но потоа Надал влезе во идентична серија и израмни на 4-4. Сепак Србинот успеа да го освои со 7-5 во гемови и се чини дека тука го скрши отпорот на Надал. Вториот сет Џоковиќ го доби со 6-3, а во третиот Надал беше комплетно разбиен и го загуби со убедливи 6-1. Времето во Македонија денеска беше сончево и топло. Следува метео за наредните денови.
Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Имајте пријатна вечер и останете на К3.